Даља Исовска од Тетово, студирам на интердисциплинарните студии по новинарство. Јас сум Јаневски Голубе, студирам на медицински факултет, инаку од Гости родом. Наташа Стојановска од Скопје, студирам на филолошки факултет, група македонски јазик. Андон Чебишев од Скопје, студирам на медицинскиот факултет во Скопје. Тимова Виолета на филозофски факултет од Скопје, група Историја на уметност. Треба ми е познато која дава стипендијата, кој што представува тој човек, кој е? Да, тоа е Атанас Близнаков. Тој е инаку наш македонец, иначе долго време живеел во Америка и сега за потребите на македонските талентирани студенти, тој дотира известна сума на пари со цел да се издигнува, мислам, научно и културно да ги издигнува нашите студенти. Мислам, таа стипендија не е многу голема, но сепак има големо значење со тоа што представува поттик за понатамошно студирање, работење на идните на идните научни работници. Задоволни се од успехот на учениците, на студентите? Да, јас сум многу доволен. Дека всичките тие ученици што свршат на мојата фондација, тие се одлични. Тие ве посетуваат? Не посетуват. Јас се роди во најбурните и револуционерни времена на нашиот народ. Јас сум роден уште на 15 декември 1901 година. И по право тога, знате вие, македонскиот народ беше под турско робство и се организираше за да се бори и да се ослободи од турската тиранија. Во Балканската војна Македонија, подел Балканската војна, Македонија се раздели на три. Нашиот крај Егејска Македонија, јас сум роден од Костурско Македонија, падна под грчкото робство. По право, грчкото робство мене ми се виде многу полошо беше отколку турското робство. При турското робство ние пак имаме право да си имаме наши училишта през мое време, да си говориме на наш език. Имахме повеќе политически и економически права, а грците кога дојдое, тие не ги имаа и тие права. Тие ги затвори на нашите славянски училишта и отворија грцки училишта. Тоа беше причина да го напуштиш родниот крај? Да. Тоа ме накара мене, значи економически и политически гнет ме накара да напусна Грција, мој роден крај, и да отида во Америка за да трса подобар и сносен живот. Оште кога отидов во Америка, јас знаех само со работа не можеш да направиш голем прогрес.
можеш само еден економически живот да преживиш. Јас легов во трговија да купувам и продавам платове. До 1927 година јас успев да направя доста пари. Направих околу 25.000 лари. А во тоа време тие беа големи пари. Од 29-та година почна големата економичка криза во Америка. И поправо всичко падаше надолу. Цените на моите платове панае толку долу, защото парите што ги боржев, кредитот што го боржев, не вреде. И јас си мислев, најдобре да ги остава и да почне ново. Во 1933 година, кога дојде Розевелт, се подобри економичкото положение во Америка се подобри. И почнах да работам постојано во фабриката и од тогава почнах друга трговија. Сега почнах трговија да купувам акции и да продавам. И по право до сега още сум во иста трговија. До сега мојот капитал возлиза повеќе од 500.000 лари. Македонци има во Гери Индијана имаше доста. Во Гери Индијана требаше да имаше меѓу 4.500, може до 5.000 македонци. И постојано имаше, од когато отидох јас во Гери, све имаше голема имиграција таму. И активна имиграција имаше. Мислат за старија крај. Поправо, македонскиот народ еше когато отиде во Америка, македонецо, првото нешто што беше за него, првата цел што беше за него, беше да си го подобри своето економическо положение, а второ да се бори за слободата на Македонија. Македонците во Америка стојат многу добре. Многу добре. Тие са работливи луѓи, економисти и се за пример на всичките локални управи дека тие живеат. Од најште луѓи, од македонците ти не можеш да намериш криминални или неработливи или пијаници или такаво. Тие са добри и примерни луѓи. Јас, като жител во Гери Индијана, таму имавме голем помошен комитет и јас бев секретар на тој комитет. Во која година тоа беше? Тоа беше 1947-48 година. Тој комитет собра 155.000 лари. И со таа сума пари купи медицински инструменти и ги испративме тука во Македонија. Освен од тие 155.000 лари што събрахме, а тој комитет изгради и еден клинички блок во државната болница. И имах јас и друга цел. Още во Америка, когато бех, јас име направено тестамент, всичко што притежавам, подир мојата смрт и на мојата жена, да се организира фондација при Универзитетот Кирил и Методи, за да помага на талантливи и на студенти што немат можност да се поддржат. И по право фондацијата още во 1977 година се организира и до сега таа се продолжава. Ова е еден гест на наш
македонец кој на ваков начин сака да помогне на својот народ. Како вие го толкувате овој гест на рекордот Атанас Близнаков? Ово е прв и досега единствен случај на наш македонски истакнат иселеник да постане донатор. 50, ако не и повеќе од 50 години, нашиот племенит Атанас Близнаков работи по Америка. Активно учествува во општествено-политичкиот живот на нашата емиграција, нарочно во незините организации, секогаш бил во предните незини редови и секогаш на позиции на прогресивното македонско движење. И во најтешки моменти тој никогаш ни за сламка не отстапувал од своите уверувања. Длабоко проникнат со идеалите на борбата на македонскиот народ за национална слобода, сето своје знание и умение, сета своја човечност е вградил во борбата на македонското иселеништво за отстојување на македонската кауза против сите присвојувања и негирање. Во овие 50 години тој останал доследен. Се што спечалил и останувајќи верен на своите идеали и својата борба, одлучи да му даде и завршен облик. Доваѓа во Македонија и како тој што вели: доваѓам меѓу мојот народ, тука да ги поминам последните години, делејќи го доброто и злото со тој мој народ, радостите и мъчнотиите. Колку години поминавте Америка и кога прв пат се сретнавте со Македонија? Први пат дојдох јас во Скопје, во Република Македонија, во 1958 година. И престоях околу 3 месеци тука. По права мене ми не прави доста впечатление. Дека тоа што го мислех и мечтаев јас през целиот мој живот, го видов тука. После колку години дојдовте? Прв пат дојдовте? Видох тука слободна Република Македонија, видох наш граматичен македонски език, видох ка се гради тука македонска историја и култура и целиот економически прогрес. И тоа ме радваше. Тоа беше причина да дојдете и втор пат за секогаш во својот крај? Да. Во 1768 година дојдох втори пат. 968 година дојдох втори пат тука. И тогава престоях околу 3 месеци тука. Тогава видох още поголем прогрес. А кога дојдох, последниот пат кога дојдох тука во 1976 година, прогресът беше още по-голям. Но кога дојдох аз последниот пат, јас дојдох со намерение за да остана тука. Дека мислев последните мои години да си ги прекарам меѓу нашиот македонски народ. Во разговорите што ги водевме, најдовме дека најдобро решение ќе биде ако со тој свој имот, ако тој негов имот се формира на фондација за стипендирање, за научно студирање, за усавршување на талентирани македонски деца од сите области на животот што ги бара нашето совремие. Кој доделува стипендии, како се доделуваат, на кои луѓе? Фондот има свој совет, кој е формиран од 3 стални члена и 4 повремени, кои ги избира Универзитетскиот совет. Советот распишува конкурс,
koji iskače во јавните гласила во Нова Македонија, Универзитетски весник и студентски збор. И според критериумите треба да биде студент од прва година на факултет, нали, за да може преку това да се види дека тој има склоност веќе и со таква склоност се уписал на дадениот факултет, показал резултати во првата година и това са во главном критериумите според кои се избират. Во досегашните, нали, од досегашните стипендијанти, најголем број е од медицински факултет, 4 медицински и 1 стоматолог, нали, понатаму имаме од математичкиот факултет 1 стипендијант, 1 од група историја на уметноста, 1 по новинарство и 1 има дипломирано веќе по новинарство и 1 стипендијант од филолошкиот факултет македонски јазик. Годинава го зголемувате бројот на стипендијантите? Годинава, бидејќи 2 веќе са дипломирале, со самото това 2 стипендии се ослободуват и другарот Близнаков изрази желба и согласност да може да се прошири бројот на стипендијантите, така рачунаме на 4 нови стипендии и сметаме да тие стипендии, одлуката мислам на Советот, поред согледување во Советот, да тие стипендии бидат од историја, од филозофскиот факултет група историја, понатаму од групата биолошко-биотехнички науки со еден така мало повеќе потенциран земјоделски факултет, нали, факултетот физика и еден од техничките факултети. 12 Во тој случај би сме имале 12 стипендијанти. Да. Што значат за вас овие средби со младиви? Што значи, за мене значи многу, дека да му дадеш ти наука и просвета на еден студент, млад студент, што нема можност да се подржа и што има амбиција, што има талант, поправо, тоа е многу добро. Дека таков еден студент, тој ќе бъде полезен и за себе си, тој ќе бъде полезен и за општеството. Во овој период од 77 година до денеска од фондот Атанас Близнаков са стипендирани една група, нали, повеќето студенти од неколку факултета и моментално, да кажем, оваја година имаме 9 стипендијанта. Меѓутоа, до денеска са дипломирани 2 стипендијанта са преддипломирани и можеме да кажеме дека успехот е сосема задоволителен, бидејќи според правилникот на фондот, во колку успехот на некој студент не задоволува, ние можем, Советот на фондот може да донесе одлука да таја се укине. На наша голема радост и радост на самиот оснивач на фондот, нали, ние такви случаи до сега немаме. Студентите, значи, сосема си одговарат на задолженијата, сосема сериозно ја прифаќат работата и покажуваат успех во студирањето. Што беше тоа што ве привлече на ваков начин да се одолжите барем малку на својот крај? Што ме накара љубовта кај мојот народ. Прво, човек като секојден човек и јас, нели, умира човек. Вместо да останат парите по другите места, да отидат да се истрошат за ништо, јас помисли најдобре ќе бъде дека мојот народ ми е најблизок и тој е сиромашки народ, значи да помогна на мојот народ. Не само со моите средства што ги имах, јас мисля, мислите и чувствата, целта што ја направих јас е поценна отколкото капитало моите 500.000 долари што ги подарив. Дека ето зашто, со тоа јас му давам пример на нашиот народ да мисли и да работи за општо добро на нашиот македонски народ. Само така ќе има љубов
и единство меѓу нашиот народ, само така ќе има прогрес и напредок. Јас би сакал многу од нашите македонци што имат можност, не само тие што имат можност, ами свите македонци да мислат и да работат за општо добро на нашиот народ. Само така ќе има љубов и единство, само така ќе има прогрес и напредок. Со моите приходи што ги получавам јас денес, може да се издржат повеќе од 100, може 120 студенти. Но јас моје капитал още го работам. Само част од моје приход го вложувам во фондацијата сега за сега. А подер мојата смрт, тестаментот така е направен, капиталот да се вложи во Југобанка и да се стоја таму вечно. Само од приходот на тој капитал, Од каматата. од каматата, од тој капитал да се поддржат студентите. И по права јас мисля, ако целиот мој капитал се вложи во Југобанка, како е денес 10% каматата, може да се поддржат на најмалкото меѓу 100 до 120 студенти. На кој начин вие сметате дека може да му се одолжите на човекот што ви е возможно да студирате со негова стипендија дел? Па можам единствено да се одолжам со тоа што многу ќе вложам напор, труд за да постигнам големи резултати, високи резултати во студирањето и мислам да постанам иден академски граѓанин на оваа земја. Доколку не беше оваа стипендија, дали би студиралте бидејќи не си од Скопје, да речеме, патуваш секој ден? Па доколку не беше оваа стипендија, секако дека би студирал, меѓутоа условите под кои што би студирал биле доста потешки, затоа што финансиски не сум така добро обезбеден и мислам дека со оваа стипендија што добивам јас добивам доста. Претежно таа ми служи во купување на учебни помагала, а како што знаете на нашиот факултет учебните помагала се доста скапи. Така да мислам дека е од голема помош. На кој начин ти сметаш дека можеш да му се одолжиш на овој фонд и на човекот што дава стипендија? Којата нас јас дипломирав во јуни уште и сега во декември ја добив дипломата и сакам да ви ја покажам, да ви го кажам успехот и да ви се заблагодарам за она што ми го дававте овие 3 години. Ево дипломата. Постигнав среден успех од 7,5. Рада, многу ми е драго што дипломира и ти пожелувам многу добар успех. Скажете нас колку години имаш сега и кога ти било во животот најтешко? Мене да ти кажа, најтешки денови што ги поминах беше економическата криза од 1929 до 1933 година. Тие 4 години и нешто, мене ми се видо еден цел век. Па доаѓам секогаш кога можам, кога имам најповеќе време да ги посетам. Доаѓам доста често, месечно, на 2 месеца, некогаш и повеќе време поминува. Во секој случај кога имам време, секогаш доаѓам да ги посетам. Што те интересира од нивниот живот? Па од нив ме интересира како поминуваат, преди се како се со здравјето, тоа е најважно за нивни години, како си го поминуваат времето, како се снабдени, они ипак се сами дома. Ако нешто имаат потреба од нешто у град што е малку се подалеку од град. И во секој случај што можам да им помогнам, да им донесам од моја страна би направила. И сум го правила и секогаш ќе ги посетувам. Тие живеат сами и мислам дека за нив представува на голема радост кога ние доаѓаме и ги посетуваме. Мислам дека представува големо задоволство да разговараат со нас. Дискутираме на најразлични теми, разговараме во врска со нивното здравје, животот, во врска со нашите учења.
Што те научи животот најмногу? Живота ме научи највеќе ме научи живота да бада добар човек, да имам добри обноски мегу целиот народ а највеќе мегу нашиот народ. И нема подобро нешто од това. За да има љубов и единство, за да има прогрес и напредак мегу нашите луѓе, треба прво да мислиме за другија, а не да мислиме само за себе. Откато дојдох тука, написах јас 2 книги. Още книгите не се искарани, сега са напечатани. Првата книга е за моја роден крај, Костурско, а втората е националните политичка и културна дејност на македонците во Соединените Американски држави. Дека